По речиси 4 години чекање, прекини и неисполнети ветувања од минатата власт, мостот кај Љубљанска конечно добива завршница. Проектот, што требаше да биде готов за помалку од 2 години, стана еден од најдолгите инфраструктурни застои во главниот град. Новата власт во главниот град уверува дека конечниот изглед ќе биде со повеќе сообраќајни ленти во двата правци, велосипедски патеки, пешачки патеки, паркови и хортикултурно уредување. Моментално се наоѓаме на мостот кој што ги поврзува двете улици, Љубљанска и Скупе, проект кој што со години представуваше символ на застој, но сега конечно е ставен во својата финална фаза. Надлежните уверуваат дека овој инфраструктурен зафат ќе биде ставен во функција и ќе донесе значително олеснување за сообраќајот во Скопје. Градоначалникот на Скопје предвидува овој проект да биде готов до крајот на оваа година. Според неговите очекувања, граѓаните со директна врска преку реката Вардар ќе добијат побрз излез кон обиколницата, а сообраќајот во овој дел од градот ќе се одвива многу полесно и поорганизирано. Освен што ќе овозможи побрзо движење, мостот треба да придонеси за подобра поврзаност на населбите како што се Ѓорче Петров, Карпош и северниот дел од градот. Со неговото пуштање се очекува дека ќе се намали притисокот на булеварите како што се Партизански одреди и Линденска. Изградбата претходно беше стопирана заради потребата од дополнителни дозволи за заштита на археолошкиот локалитет Скупи. Надлежните велат дека тие процедури се завршени и дека проектот продолжува да се гради со полна пареа. И покрај сообраќајното поврзување, најавени се и дополнителни зафати. Реконструкција на околните улици, нови пешачки патеки, изградба на нови паркови, како и целосно подобрување на инфраструктурата во овој дел од градот. Изградбата започна во 2021 година, во време на тогашното раководство на Петре Шилегов, со план за улица што ќе го поврзе западниот и северниот дел од Скопје. Во планот стоеше мостот да има 4 коловозни ленти, пешачки и велосипедски патеки од двете страни и ширина од околу 24 метри.